Полициски час, повторно седење дома, празни улици и ограничена слобода. Изјавата на министерот за здравство Венко Филипче дека има план за нови рестриктивни мерки ги вознемири граѓаните. Дали ова само тест здравствените власти да видат како ќе реагираат луѓето доколку би имало повторни ограничувања, да не се случи српското сценарио со немири и протести поради рестрикциите. Министерот во интервју за МКДМК вели дека здравствениот систем се подготвува за лоши сценарија со поголем број на пациенти на есен, а планот за дополнителни рестрикции ќе го промовирале наскоро. Според него, полошо сценарио би значило поголем број на пациенти и од сезонски грип, кои би ги окупирале истите одделенија на кои сега лежат пациенти со COVID-19. Во опција се враќање на полицискиот час, затворање на училиштата и угостителските објекти и забрана за собири. Во планот на рестрикциите е важен и регионалниот пристап. Инаку бројките на ново диагностицирани пациенти со COVID-19 последниве 5 дена се движеа од 140 до 160 инфицирани. После подолго време во Македонија на дневно ниво, конечно има бројка под 100 пациенти со коронавирус. Денеска се регистрирани 87 нови случаи, но затоа од помалку тестови. Вкупната бројка на диагностицирани со коронавирус во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 12.739. Бројката на оздравени пациенти е 9.174. На починати е 544, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 3021. Бројките и понатаму се високи, но дали здравствените власти ќе се одлучат на непопуларните мерки кои претходно и не дадоа особени резултати, ќе дознаеме многу брзо, со оглед дека се приближува есента и започнувањето на школската година.